Почитувани ученици, почитувани родители, почитувам председателя на владата на Република Македонија господин Заев, почитувам председател на Демократската унија за интеграција господин Али Ахмети, почитувани министри, пратеници, колеги градоначалници. Од оваа учебна година средното училиште на град Скопје Сарај добива целосно нова училишна спортска сала во која ќе се изведува наставата по физичко образование. Учениците на ова училиште по завршувањето на оваа училишна година веќе нема да мораат да ја посетуваат наставата по физичко образование во училишниот двор. Градот Скопје се вклучи во изградбата на оваа спортска сала преку обезбедување на целокупната документација за изградба на салата, приклучоците на електрична енергија, вода, канализација, парно и телефон. Во средното градско училиште Сарај годинава настава посетуваат повеќе од 600 наши деца. Училиштето постои веќе 3 години и бележи тенденција на раст на ученици запишани во прва година. Во оваа година, например, се запишани нови 200 деца, поделени во 6 паралелки, 4 во гимназиско образование, 2 во средно економско стручно образование. Имајќи во предвид дека се работи за ново училиште, градот е подготвен да излезе во пресред за потребите на подобрување на условите за работа во ова училиште, како и за настава за нашите деца. Министре, треба да биде салата готова за 9 месеци. Тоа е некаде од прилика крајот на мај. Еве предизвик за вас, за директорот на училиштето, за мене. Ајде во новата спортска сала да го организираме Final Four турнирот на град Скопје за учебната 2018-2019 година. Оваа сала, изградбата на оваа сала е една од трите капитални инвестиции која во само 10 месеци градот Скопје ја прави токму во општина Сарај. По изградбата на патот за селото Рашче, целосната реконструкција и пополнување на дупките на патот кон Матка, оваа сала е третиот објект, затоа што за нас на вистина секој е важен. Сарај никогаш повеќе нема да биде општина надвор од градот, бидејќи Сарај е дел од градот Скопје. Наскоро во оваа општина ќе направиме многу повеќе. За таа насока работиме на целосна ревитализација на Треска, а во план е изготвување и заштита на бисерот на Скопје, на бисерот на Сарај, кањанот Матка. Како што знаете, градот Скопје во текот на ова лето реконструираше 19 од 23 средни училишта кои што се под наши ингеренции. 13 училишта добија целосно енергетски ефикасни фасади со пренамена на средствата кои што беа предвидени во криминалниот проект Скопје 2014. Од оваа година сите средношколци, независно од местото на нивното живење, а кои што се во училиштата под градот Скопје, ќе можат конечно да користат бесплатен градски превоз. Градот од својот буџет одвои средства и тие 2000 ученици кои што немаа право да можат конечно бесплатно да се возат. Затоа што нашите деца заслужуваат подобра иднина. Затоа што нашите деца заслужуваат подобри услови за учење, работење, функционирање. Затоа што нашите деца заслужуваат Европска Македонија. Ви благодарам.